Господине председателе, колку парламентот го остварува своето основно уставно начело да врши политичка контрола над извршната власт? Тоа е точно дека е начело, точно дека во демократските земји власта треба да има повеќе сегменти и точно е дека парламентот како највисок орган во државата и како законодавно тело ја дава основната интонација на секоја држава, односно ако сакате да видите каква е состојбата, политичката состојба, гледате што се случува во парламентот. Во таа смисла парламентот направи се што може. Навистина се што може, но сакам веднаш да кажам на почетокот дека парламентот е еден мултиполарен феномен. Во нашиот парламент има представници на 5-16 партии, од кои 6 се посилни, најсилните партии во земјата, така што парламентот е резултанта на силите кои се на дело во него. Не е тоа феномен монополарен, па толку работи, така мене ми се смешни овие напори на анкетарите, кога мерат рейтинг на овој политичар, на оваа партија, на оваа влада, па мерат и на парламентот. Парламентот е резултанта. Парламентот не може да има рейтинг или да нема, или да има висок, или да има мал. Парламентот е резултанта на силите, односно парламентот секој ден, секој час ги потсеќа на граѓаните на изборниот резултат. Колку со новите правила на игра парламентот, пратениците ќе станат поефикасни во својата работа. Опозицијата обвинува дека сакате да ми ограничите слободата на говорот со ограниченоста на дискусијата. Понатаму со скратувањето на процедуралните интервенции, сведоци сме дека безброј пати во текот на една пленарна седница се јавуваат процедурални интервенции. Секогаш има повеќе од колку што има нели дискутанти по одредена точка. Те секогаш има многу често. Сметате ли дека во овој контекст, ако се воведе тоа правило на посебен ден на гласање или посебен час во текот на определен ден на гласање, ќе се зголеми таа ефикасност, се разбира заедно со ограниченоста во часови на дискусија по определена точка? Видите, деловникот е фундаментално прашање. Затоа што од деловникот произлегуваат сите процедури. Заправо, деловникот е процедурален закон. Значи, каков е деловникот, таква е ефикасноста. Ние уште во времето на мојот претходник, во парламентот имаше донесено се работеше твининг програма со словенечки експерти, се донесе еден прекрасен деловник. Тој деловник не беше усвоен. Не беше усвоен, иако дојде директно од председателот на собранието, кој беше станал председател како кандидат на СДСМ. Не дојде до тоа. Има нешто, пошто овој деловник е уникатен во светот. Во светот нема нигде, освен во Тексас. Само во Тексас има неограничено време на говор. Значи, кај нас, ако некој науми, може да говори 3 години. Така. Или, ако наумат 10 души да се менуваат, можат 10 души по 100 пати да земат збор и да говорат, и при тоа да се сосем во право деловнички, да никој не им може ништо. Во таква една ситуација, кој да е, не оваа опозиција, било која опозиција, било кој, вие да сте или јас, кој ќе ни изгусти работата, ќе обструираме. Најлесно да се обструира. Сега, кога еден пратеник даде само предлог, еден член да се измени од деловникот, нему му беше одговорено од страна на опозицијата, на СДСМ конкретно, со 2850 амандмани. Чујте, тоа се рекорди за рипли. Деловникот е основна кочница на реформите. Од нас, меѓународната заедница, бара реформи, но не сака да интервенира реформата да започне од парламентот, од кај што е местот. Вие напразно ќе правите парламенти, ако не го реформи, ако не го реформирате парламентот. Што бараме ние се? Во соработка со NDI направивме нов делов. Прекрасен. Човекот главен од NDI го нарече ова е Rolls-Royce деловник, подобар од англискиот. Мислите дека некој го прочита? Не. За опозицијата деловникот е Аламо. Тие никогаш нема да допуштат да се донеси нов деловник, никогаш, ова го подцртувам, никогаш.
Затоа што додека се опозиција ова им конвенира, ако ќе бидат власт, ако бидат власт, и пак ќе им конвенира, затоа што ќе можат покомотно да работат. Му давам овде признание на мојот претходник Љупчо Јордановски, кој ми рече, јас искршив заби на нов деловник и вие ќе искршите заби. Не, јас реков, нема да искршам заби, ама искршив и во право е. Околу опозицијата, за односот кон неа, досега ви поднесе една интерпелација, неуспешна, и има едно барање за ваше разрешување, се уште не е или не е дојдено на дневен ред? Да, тоа е закажано веќе на првата седница какви се правилата. Јас тука ги применив во консултација со Макрадули, ги применив правилата од интерпелација, бидејќи во деловникот нема ништо за разрешување, нема никакви процедури, нема ништо. Деловникот е бос, значи. И сега јас ги применив тие, значи на првата наредна седница се закажи, првата наредна седница ќе се закажи, тоа ми се чини 18 јануари. Него друг е проблем со разрешувањето. Кај ќе најдат мнозинство. Затоа што разрешувањето иде со мнозинство, иде со 61 глас. Ако тие имат мнозинство мене да ме разрешат, ќе разрешат владата со истото мнозинство. Така што е то уште еден потек да се резервира ден или два, да се пролонгира дискусијата ден или два, и ден или два преку адресата на мојата скромност, или така да речам дребност, да се критикува жестоко некој трет. Знаете кој?